Новиот модел е-фактура треба да донесе поголема транспарентност, повисока даночна усогласеност и полесно работење на компаниите. Од Управата за јавни приходи велат дека електронската фактура нема да биде административен товар, туку алатка што ќе го унапреди деловното опкружување и ќе ја намали нелојалната конкуренција. За компаниите нема да представува дополнително административно оптоварување или отежнување, туку напротив, значително ќе го олесни и промени сегашниот начин на работење во компаниите со преминување од рутински и рачни процеси кон автоматизирани, дигитализирани процеси, со можност на дигитализација и на други процеси, не само на фактурирањето, туку и на книжења, плаќања и така натаму, и со тоа и во самите компании ќе се отвори простор и можност за пренасочување на нивните ресурси и време кон попродуктивни работи и ќе се поттикне развојот на бизнисот и во генерално економскиот раст. Од 1 јануари тестирањето веќе го спроведуваат софтверските компании и поголемите фирми со собствени фактурирачки платформи, кои ќе се интегрираат со државниот систем на УЈП. Од 1 април ќе започне тестирањето и на беспилотните апликации за малите и средни компании, а целиот процес се очекува да заврши до 30 септември, кога треба да биде подготвено и законското решение за задолжителна примена. Поддршка за проектот доаѓа и од бизнис заедницата, од каде посочија дека компаниите подготвено го дочекаа воведувањето на е-фактурата, која треба да придонесе за намалување на сивата економија и забрзување на дигитализацијата, особено кај микро, малите и средни предпријатија. Тоа е доста сложен процес, дека ќе биде потребно време да се имплементира, меѓутоа влезено е со крајна сериозност и сметаме дека соодветно тајмингот како што ќе доаѓа времето, чинам септември, па понатака и тој период, дека реално ќе се успее во однос на тоа да се имплементира овој сериозен проект е-фактура, кој што, повторно ќе речам, е многу важен за бизнисот. Од УЈП очекуваат првата задолжителна фаза од системот да започне до крајот на годинава, со постепено вклучување на компаниите во зависност од подготвеноста на системот и резултатите од тестирањето. Е-фактурата се најавува како долгорочна државна инвестиција со брз поврат преку подобра деловна клима, поефикасно работење и постабилни буџетски приходи.